Улица Димитар Беровски во Скопје. Се наоѓа десетина метри над Министерството за внатрешни работи. Адресата ја носат помалку од 20 куќи. Според јавно објавениот избирачки список, на улицата се регистрирани 95 гласачи. Но една адреса со двајца жители боде очи. Известни Емине Исак и Јурк Кимета имаат лична карта или пасош во куќата со број 0000. Вообичаената организација на адресите во Македонија, барем во урбаните центри, е куќите на едната страна на улицата да се означуваат со парни броеви, а на другата страна со непарни броеви. Така и на улицата Димитар Беровски. Но проблемот тука е што ниту на едната, ниту на другата страна не постои куќа која што го носи бројот 0000. Или со други зборови, на оваа улица има двајца гласачи кои што живеат во непостоечки објект. 180 километри од улицата Димитар Беровски од седиштето на МВР. Толку е патот до битолското село Птичари. Пред парламентарните избори во 2016-та, новинарката Емилија Мисирлиевска објави приказна на телевизијата Телма дека на избирачкиот список во ова село има починати гласачи, но и дека списокот е значително поголем од бројот на жители во селото. Домот на Тодор Трајановски беше првата адреса на која застанавме за да провериме дали нешто се сменило. На списокот се уште е починатото лице за кое беше известено лани, но таму е и починатиот војко на домакинот кој не прими. Живанка Станковска се уште е на списокот. Се уште на списокот? Да, се уште ти ја прочитай. Митровски Алексо. Австралија. Нечовски Алексо. Починат. Наумовска Ангела. И тоа Нечовски Алекс е починат преку години, е? Брат му е, но колку години беше умен, брат ти? 10 години. Да нема друго дете некој се Нема. Пред 10 години е тој. Починат. За половина час го поминавме цел избирачки список за селото, што брои 262 гласачи. Према ова вие што извадовте, према во Птичари се моментално и жители има околу 240 жители. Од тие 50-60 се што немат право на глас, што немат навршено 18 години, малолетни. А ако ти што читаш по списокот 262, значи негде 60 и кусурот, 60 и неколку луѓе не постојат на списокот, не е прочистен. Се ти овие што ми прочита, од овие има доста што се кој Канада, Австралија, починати има доста што не се избришани. И по моје, значи, ова не направија овие ланска година кога беше, се натекнуваја една година цела, прочистување на списокот, ама не ги изгледа, не ги има прочистено списокот. Како е возможно на списокот повторно да има гласачи кои повеќе не се меѓу живите, но и гласачи со непостоечки адреси? Еден од одговорите може да биде фактот што на минатите избори во 2016 година, од вкупниот број на гласачи во земјата, 170.000 беа издвоени на посебен список, бидејќи проверките покажаат дека веројатно се во странство. Други, 30.000 гласачи, беа тргнати од избирачкиот список и не можеа да гласаат на ланските парламентарни избори. Најголемиот дел од нив се најдоа во таа група, бидејќи освен биометриски документ не поседуваа ништо друго, како сметка во банка, социјално или здравствено осигурување, плата, пензија. Но, според договорот меѓу партиите, сите тие гласачи сега се вратени на избирачкиот список. За повторното присуство на спорни записи, Државната изборна комисија вели дека такви биле податоците што ги добиле од другите институции. Избирачкиот список како јавна исправа е составен од податоци кои што Државната изборна комисија ги добива од Министерството за внатрешни работи, од Управата за водење на матични книги, како и од основните судови. Точноста на податоците во избирачкиот список зависи од точноста на податоците кои ДИК ги добива од овие институции. Секако мора да имаме предвид дека податоците во избирачкиот список се подложни на секојдневни промени, така што во ниту еден момент не можеме да тврдиме дека избирачкиот список е целосно точен. Законот сепак вели дека членовите на изборната комисија
имаат право да почнат постапка за проверка на податоци за гласачи, што во крајна линија значи дека членовите на ДИК можат да го прочистуваат избирачкиот список. Конкретно за овие избори, такви постапки не се почнати се уште, меѓутоа членовите на Државната изборна комисија ја имаат можноста да направат увид во документацијата на релевантните институции, односно на Министерството за внатрешни работи пред се, доколку имаат евентуален сомнеж за било кој од гласачите кои што се на избирачкиот список. Доколку биде поведена таква постапка, секако ќе биде и јавноста запознаена. А дали тоа значи дека треба да очекуваме дека самите членови ќе поведуваат вакви постапки? Велите до сега за овие избори немаат поведено. Не би зборувала во име на секој од членовите поединечно, бидејќи тие секој од нив поединечно имаат можност да побараат увид во документацијата од МВР, меѓутоа да видиме, времето ќе покаже дали ќе бидат поведени такви постапки, секако доколку има основа за тоа. Дека членовите на ДИК, а и МВР, имаат што да проверуваат како пример не треба да служат само починатите или одамна иселените. Оваа зграда се наоѓа во скопската населба Кисела вода. Според избирачкиот список, во стан во влезот број 1 живее екс-функционерот на УБК Горан Груевски. Во стан во влезот број 2, исто така според избирачкиот список, живее Владимир Варелов, двојниот идентитет на Горан Груевски. Собственик и на едниот и на другиот стан е доскорешниот функционер во тајната полиција. Сепак, иако двата идентитети се ист човек, и вистинскиот и измислениот се гласачи. Да не беше прогонот, екс-шефот на петата управа ќе можеше да го оствари своето гласачко право, и како Груевски, и како Варелов, и тоа во блиската градинка во исто избирачко место. Секако со трансформација на физичкиот изглед, што од јавните појавувања се чини не е туѓо за оперативецот. Во однос на ваквиот тип на злоупотреби, да подсетам дека од минатата година во изводите, печатените изводи од избирачкиот список, истото ќе важи и за овие локални избори, се печати и фотографија на самите гласачи покрај останатите податоци. Но и покрај фотографиите, познат е случајот на Фатиме Сулеймани од минатите избори, која кога отиде да гласа откри дека некој веќе се идентификувал, се потпишал и гласал во нејзино име. Можни се пропусти, не можеме да кажеме дека 100% од страната можноста за какви било пропусти на терен на денот на изборите. Сепак имаме околу 3500 гласачки места. Меѓутоа, има механизми на кои што Државната изборна комисија работи за да се отстрани колку што е можно во поголем дел и да се елиминира можноста за злоупотреби или пропусти од страна на избирачките одбори. Додека избирачките одбори се клучни за последниот, денот на гласањето, анализите на 360 степени на избирачкиот список покажаа дека потенцијалниот извор за злоупотреби е на почетокот, во приливот на нови гласачи на списокот. Со сина боја на графиконот се означени новите гласачи на избирачкиот список. Со портокалова е прикажан природниот прилив на нови гласачи, односно лица кои во тие години наполниле 18 години, минус лицата кои починале. Во периодот 2008 до 2011 година овие две линии немаат големи разлики, бидејќи бројот на ново впишани гласачи бил приближно ист со очекуваниот природен прилив. По изборите во 2011 кои се последни на кои се гласа со стари лични карти, се случува пресврт. Додека Државната изборна комисија на крајот на 2012-та најавува дека ќе брише 127.000 гласачи, бидејќи немаат биометриски документи, списокот расте за 55.000 нови гласачи за само година и половина, што е неколку пати повеќе од природниот прилив. По бришењето, во следната 2013 година, приливот на нови гласачи на избирачкиот список е помал од природниот прираст. Но, таа негативна разлика не е доволно голема за да го оправда огромното зголемување на нови гласачи во 2012 година. Од 2013 година избирачкиот список повторно забрзано се полни со нови гласачи, за трендот нагло да прекине годинава. За престојните локални избори зголемувањето на избирачкиот список повторно одговара со природниот прилив на гласачи. Така е за прв пат по огромните приливи на гласачи во периодот 2011-2012 година и големите разлики
се до ланските избори. Во невладината организација Мост, која 15 години ги следи изборите во Македонија, се свесни за отстапувањата. Одговорите за тоа како се можни такви отстапувања сметаат дека се кај институциите. Но проблематичните бројки според Дарко Алексов се одличен показател за критиките и сомнежите за изборниот процес. Покажуваат само уште еден дополнителен аргумент дека самиот избирачки список концепцијски, системски во минатото за сега не можеме да говориме со оглед на тоа дека имаме едва и 100 дена нова композиција на влада и така натаму, е бил многу ранлив, односно подложен на влијанија. Впрочем, сите овие работи што ни се случуваа во изминатиот период од 2-3 години покажуваат дека недовербата во изборниот процес трга, односно поаѓа од самиот тој концепт на креирање, ажурирање на таа датабаза на гласачи. Политичкиот договор на списокот да се вратат 30.000 спорни гласачи, заедно со 170.000 за кои се претпоставува дека се во странство, според Дарко Алексов, дополнително еродира веродостојноста на процесот. Нашиот став е дека овие гласачи треба да се на посебен избирачки список со цел да се обезбеди поголема контрола на тоа кој доаѓа да гласа на избирачкото место, а со тоа и да се обезбеди поголема доверба во изборниот процес. Со доближувањето на денот на изборите, товарот за намалување на потенцијалните злоупотреби се префрла на рамената на избирачките одбори. Тоа што чувствуваме дека недостасува е убаво да им се укаже на членовите на избирачките одбори кои се последиците од непостапување согласно процедурата и кои се законските прекршувања кои што тие може да ги прават ако не ја спроведуваат процедурата така како што ќе им биде кажано. Државната изборна комисија пак уверува дека активно работи на обука на избирачките одбори, особено што токму за овие избори се формирани нови по истекот на 5-годишниот мандат на старите. Секако и ние извлековме соодветна поука од минатогодишните избори, така што решивме овие научени лекции да ги примениме во овогодинешните упатства, подзаконски акти кои што ги носи ДИК, како и во прирачниците за едукација. Новината е, пак ќе речам, подетално е разработено, им дава подетални насоки на членовите на избирачките одбори, на што особено да обрнат внимание и што доколку некои од податоците се разликуваат во документот за лична идентификација и во изводот од избирачкиот список. Водењето и ажурирањето на избирачкиот список преку податоци од МВР и од Управата за матични книги е систем кој Македонија најверојатно ќе го менува. Наместо водење на база на податоци, една алтернатива е секој кој сака да гласа прво да се пријави. Вториот начин е државата да води единствен регистар на граѓани од каде ќе се црпат податоците и за избирачкиот список. Министерството за информатичко општество веќе почна таков проект со пари од Европската унија. Но, барем за овие избори, се чини дека нема време да се смени впечатокот кај обичниот граѓанин. Не верувам, не само ја гледам према кај нас што фалат се на списокот 60 од 240 жители, 60 се плюс, значи тоа што остане за другите, за градовите и за цела Македонија. Не верувам јас на овој список.